Драги кумановци и кумановки, здраво живо поздрав од Кафе Бар Јард. Продолжуваме с емисију за наше Куманово. Денеска наш и ваш гост е познат спортски работник кој цел живот работае рукомет и други спортови. Да ви го представам у кратки црте, тоа е Звонко Јосевски. Звонко, здраво живо, како си? Здраво живо, добро. Пред све да ги поздраву гледачи на ТВ Плюс Куманово на оваа емисију која е доста гледана и популарна, и да ви се заблагодару што ме поканисте да биду гост на оваа емисију, да кажу што е прошло, што смо допринеле за спорт у Куманово, за рукомет, а прошло е многу е прошло. Али еве кога го спомнаа емисију, сега вие ми пред Кумановци предлага, вика, да прекрсти го емисију да се вика за Куманово носталгија. Па добро, можда су и они управо, меѓутоа ако нема прошлост, нема ни будуќност. Тоа е. Мора да се учиме од тоа што е прошло и да ги потенцираме тие убави моменти и успеси што смо ги постигнале, за да се учи млади генерација, да се стремив да и они постигнев, па и да ги надминев тие успеси ми што смо ги. Да, еве Зоне, овдека е овој прекрасен пехар. Камера ќе ни го покаже. Ово е најголем успех на кумановски спорт. Еве, јас сум многу горд на тој. Цел живот исто ја у спорт, за вас да не зборимо. Голем успех за град Куманово, останајде до ден денеска не надминат. Стварно, ми кумановци треба да се гордееме со ове. Ја мислам дека ова е најголем успех за кумановски рукомет, у кој ја морам да кажа дека имам голем удел, затоа што јас сам прво почнаа како најмлад играч, може да кажу, од рукомет у Куманово, пошто можда тако е сакало да биде. Ја сам почнаа прв првенствен надпревар, сам го одиграе на 15 години. Непуни 15 години сам имаја, кад ме ангажирава да играм прв првенствен надпревар с, мисло дека во Пробиштип, с Рудар од Пробиштип. И како сек се сеќам, бесмо на духови и Чедо Черчил дојде и на мене ми вика: ти да идеш дома да спиеш, пошто јутре ќе видиш прв голман против Пробиштип. А тага у тој екипу голмани бесва Ивчо и мисло дека Јоцо Бабацана, ама нешто поради некои неразчистени, тамо не знам, не ги платиле за картез у Скопје, не знам ова, они не сакава да дојдат на ту такмицу. И на мене ми кажава, сабаљето направимо специјалистички преглед у Кумановску болницу и отидемо на ту такмицу, куде екипа беше све бесва повозрастни од мене, да ги спомну сега Мишо, Здравковски, Бугарин, Чедо Черчил, Чедо Трајановиќ и још други. И тој такмицу, па и ја некако се покажа и одбрани неколку добри топки и поведемо 3-4 разлика у почеток и после го одржаваме тој разлику и победимо со 7 разлику и улегнамо у прву македонску лигу. Тоа е било 70 година. Тоа е било 70 година. Да. Еве, кажи ми каков ти беше осеќај пред да наступиш на тој такмицу? Што обично млади луѓе кад искочи на некој деби, не спие цел ноќ, чека се с неизвестност. Па осеќај нормално, ја кад ми кажат Чедо Черчил да иду дома да спи, ја
ја ga послушаа, отиде дома, ама да сам спаја, не сам спаја ич. Пошто тој е голем предизвик. Тако рече, јас сам бија дете, 15 години. Меѓутим, ја го некако... тој утакмица свати како еден животен изазов и малко морам да кажу дека употреби едно природно мудрост, у смисло на тој што тамо најдобар играч ги беше тај еден Цанко Левак беше, многу добар играч. Они имаја у тој време сигурно 30-35 години. Многу јак и физички и овој, ама ја ga гледам каде шутира. И гледам ga дека шутира или десно доле или лево горе. И моја предпоставка и рефлекс, прв шут му беше десно доле, ја му фати живу топку. Друг шут му беше лево горе и тој му го живу фати. И после он некако уплаши се да ми шутира, фати му још два шута, на пенал промаши га гол у другу стативу и тако и ја би на мене ми даде тој едно голем елан и бидна, да не кажу на млади години, бидна голман. Ali да кажем Зорне, пред тој голему заслугу за да улегнеш у рукомет има и чувени професор Мица Ивановски. Па види, Мица Ивановски прво не зема, јас сам учио основна школу Кочораци. Сега у гимназију, едну смену беше Кочорацин, другу смену беше гимназија. И ми до друго оделение, прво и друго оделение иде смо туја у гимназију, а трето и четврто оделение горе у техничку школу. Тамо уче смо. Вајда немаше доволен број на училници. И тамо дојде Мица Ивановски и не собра сви, даде ни еден увод, почеток на постоење на кошарку, како е настанала, како е дошло да се игра тај спорт. И не зема тој целу генерацију да тренирамо кошарку. И мисло дека тренирамо некои 6 месеца или годину дана тренирамо кошарку. Ама после ја се определи за рукомет, зашто најголем удел има покојни Чедо Трајановиќ, кој ми беше комшија туја, и он ти ми даде даде прв повод, вика ти ќе бидеш рукометни голман. Иначе ја у мало си беше голман, ама на мал фудбал. И после у школу у Кочорацин Бизини беше професор по физичко. Да. Доста има смо јако екипу у рукомет. И ја беше како трети голман од 6 оделение фактички. Пред мене бесва Стошиќ беше голман и Цеце му беше резерва. Ама после 7 оделение, 8 ја би на прв голман за Кочорацин. И тага формира екипу, па по сугерирање на Трајановиќа, Сане Саневски. Тој би Саневски, да. Сане, чувени Сане, он не собра деца, направи младу екипу и тако ја дојде од подмладак. Ние сме млада екипа, ама ти викам у недостаток на голмани, искочи ми среќа на мене да... Ти го спомна детство, како дете викаш, многу сте си играле надвор, брание си, голмани си бие. Опиши ни го тој период кога се како дете си играле надвор, како е било тоа? Па види, тоа беше еден период кад само чека смо слободно време да отидеме на игралиште у гимназију. Тој сте играле? Тој сме играле,
претежно први кораци су ми биле туја, а после после и у Соколану, значи не смо правиле некој поделбе, меѓутим, па имаше тага Карап мала, со Соколанско малу, с малу од Домјана, и мало е утакмице кои су се играле претежно мал фудбал, и мало некој ривалство меѓу мале. Иначе ми сме играле, едноставно кажано, на улицу сме играле. Тај улица беше коцка и добро се сеќам, направива ги тротоари кога ги праве со асфалтни тротоари, донесевате ситон камен и ја знам купивам и нови тренерке. Играмо некој утакмицу и ја се джипаше на тие камења. Кад заврши утакмица, тренерка весва како да си ги гаѓае со митралјас. Све избушени од и цепани. Добро, тоа се убави спомени, да. Ali еве, да го спомнемо твојата татка, како е он реагираа ти кога си први пат наступија рукомет, даваја ли тие подршку или викаја тие синко не ти треба овој, кои се биле негови савети? Види, мој татко у суштину не бија против спорт, меѓутим мене не сакаја многу, не ми ја даваја подршку, пошто ме тераја да учу и да завршу школу, а спорт онга у суштину сакаја, меѓутим сматраја дека е превосходно да учу школу и да, а јас сам па напротив сакаја сам га спорт многу и цел живот сам бија у спорт. Било како играч, било како после члан на управа и председател на рукометни клуб. Ти си до низеснаја сек на мој булевар, куде што е Треќа Македонска. Многу деца и мало тега. Ти си путуваја, значи, кад си спортуваја како дете, гимназија Соколана, Соколана, гимназија дома и пуно пут си доваѓаја дома озноен, нема, вика, тој време преоблече се на брзину и па надвор, вика. Тако е било. Тако е било и најомилен оброк ни е бија да ни намачка мајка лепче со смас и пошто многу смо трчале, шикерче ќе стави од одгора. Чекај се, тога сви збори те чувени лепи маси и шикер, значи тоа е било едење кое е било најсакано меѓу младите. Така е, тоа е не било. Не имало друго. Тоа е било како посластица, а нормално шикер ти треба, пошто си потрошија, и сега у нормални услови лепи маси и солче, црвено солче. Да. Ама после овие напорни утакмице, тренизи, со шикерче тоа е било и водичко како... дозгоре. И водичко обавезно. И после добро, после се сменива времења, па смо ишле после тренинг, у сладкарницу, сутлијаш, толумба и тоа имало боза. шампите, имало. И шампите имало, Да. шампите и толумба, пошто организам ти тражи пуно благо да е. Ја и ден денеска по еден пут у месец ќе отиду Да, идеш благо, да. на толумбу и на шампи. Ми Али останало од тага. А твоја кариера, значи, после тоа иде по нагорну линiju, почињеш во Соколану интензивно да работиш. Еве спомнага тренера Чело Трајановиќа, Чело Черчил, тоа се стварно на едни големи великани на наш рукомет. Какви луѓе беа, еве, Чело и Трајановиќ и Черчил? Види, тоа се едни прекрасни луѓе кои су му увеле у тој спорт, а кои су биле многу успешни у тој спорт. Ја колко што знам, Чедо Трајановиќ играе за Борац Велес и тамо се, мислам, и тамо се оженија, првата супруга му беше од Велес. За Борац Велес, тага у тагашњу другу савезну лигу, па мислам дека Борац е бил у прву лигу. Трајановиќ е бил еден од подобри
играчи на Борац од Велес. Значи, он у југословенски размери е бие еден од подобри бекови. А Чедо Черчил исто бија еден од најдобри играчи у Македонију, покрај Тричковиќа и други што су биле кумановци. Да ги земеме овие што су биле војни лица, Вуксан, Марич, Димич. Они су фактички биле војни лица овдека у Куманово, така е била многу јака Кумановска армиска област. Да. И они су фактички основоположници на рукомету у Македонију, може да кажу слободно у Македонију, и у Куманово. И после први тие што су биле су Трајановиќ, Чедо Черчил, Зајко и други денес. Да не ги набрајам сега сви. Али еве да ни опишеш како се биле горе тренинзи во Соколано. Таму су први исто твои битни моменти у кариеру. Соколано на тоа игралиште пристојно за тренинг. Види, Соколана игралиште беше убаво за тренинг, пошто подлога се е менјала. Прво, ја прв надпревар кад го одиграмо у Пробишти, тамо игра смо на шљако. Терен беше со шљако. Па после се почнава да се асфалтира и меѓу први игралишта што е асфалтирано игралиште у Соколано. И тој беше еден пристојан терен и пристојно место за тренинзи и за утакмици. Сега не сме имале кој знае некои услови за тушеви и тако дале, макар да во одреден период и тој сме имале. Али Соколана беше убаво место и пред свега и за гледачи. Не е имало трибине, ама тој изнад игралиште без вакао трибине направени и имало многу публика. Публика е била основна покретачка сила за мене лично. Јас со смерак сам ише на тренинг, пошто на тренинг су доаѓале, да не гледав по, да не кажу, по 5-60 луѓе имало на свак тренинг. И тоа е било... Кој ти беше тега тренер со Соколаното? Почна да се развиваш како голман. Па Саневски Стојмер не земава, мислам дека не се сеќам кој беше прв тренер на тој екипу, пошто ми тега како Куманово улегнамо у втору лигу, у Македонску лигу, ама после се формира ЧИК. Па тамо ја отиде у ЧИК, па тамо нешто едну годину, па тамо настана некоја тепачка у Домјана, казнива га ЧИК со неиграње, не знам, 2-3 години. Он ли играл такмицу Домјана? У Домјана, да. У Домјана и после па се вратија у Куманово и под име на Куманово сам играе до тамо 85-6. Еве се да се навратимо оние чуени незаборавни Карпашови турнири рукомет. Тоа е било празник за Куманово, музика, веселје, пуни трибини, збратимени градови. Голем спектакл е било 77, 78. Мислам дека тие турнири почнава 77 година. Морам да кажу дека најзаслужан за тие турнири су Пеци Илиевски, беше председател на рукометни клуб и на мушко и на женско екипу, и Борче Беле беше председател на Совку, и они ги Владо Николовски исто ми се чини беше у Сојуз на спортови таму у Совку,
и се донесе одлука да се организира в Карпушови турнири, куде бесва гости од збратимени градови Панчево, Вараждин, Митровица и други, куде смо ми имале турнири, ишле смо на njini турнири тамо и у Вараждин, сваку годину смо ишле и у Панчево, али успеамо да направиме тај Карпушов турнир кој беше посебна посластица за гледачи, пошто туи су издефилирале едни познати имиња како Покрајац, како некои други играчи кои су биле најдобри во Југославија, да кажу. И многу беа интересантни тие турнири, се игра во Соколану у почеток, па после кад се отвори спортска сала и у спортску салу, ама тоа е било посебен празник е било за рукомет. За гледачи, пошто ти викам квалитетни надпревари, добри екипи, што и Динамо Панчево беше една од подобри екипи која се такмичеше у прву лигу. Исто Вараждин. Така да, тие Карпушови турнири су биле многу добри. Али, може да го пишеш, еве, кад зборимо за туја атмосфера на трибине. Овие еден денеска Кумановци збори дека на свак гол вика ерупција од одушевление, вика од страну стоеви луѓе, на трибине препуно, па после музика. Многу интересантен настан кој придонија да рукомет појде да се развива још појако. Види, тој е, ја не случајно кажа дека тоа е било посебен празник за Кумановци, затоа што врати ми се сега едно сеќање на еден турнир. Победимо ми Динамо прваци, освоимо га тај Карпушов турнир, и у Кристал у Башчу лето беше. Отидемо тамо да прославиме. Ама у меѓувреме имаше свадба у Кристал унутре у салу. И колко беше тоа значајно за Кумановци, да кажу, сви гости од свадбу што бесва дојдева у Башчу и бидна и музика дојде туја, и бидна една општа прослава по повод веселје бидна по повод турнир, по повод освоено прво место на тај турнир. Сакам да кажу дека и луѓите живеества за тај настан. За тај настан, да. Тега за Куманово играше леко, Аце Ефремовски, ти си бил екип од други кои? Пачаво, Джана, Милорад Маневски, Љупчо, Делкредере, Љубо, како се прозивljаше Крилова и Серафим. Добро, и тај, значи, екипа многу била квалитетна. Таа екипа беше квалитетна, нема смо некој забележителен успех, али бесмо константно у Републичку лигу, воде смо главен збор. Морам да кажу, покрај сви овие екипи што су, да кажеме, еве, у тој време и Пелистер и Борац од Велес су биле поквалитетни, меѓутим, ми смо биле негде у средину на табелу и смо биле увек добри. Никад они не су могале, и Пелистер губие утакмици одека, и Борац, Велес, пошто стварно бесмо една хомогена и добра екипа. Шерко. Да, Шерко покојни. Да, покојни. Сега... Али еве да спомнеме дека после 80-ти години доаѓа една исто нова талентирана генерација, Горан Миладиновски, Тони Ивановски, Љубо, и фактички континуитет на рукомет на Куманово продолжува и даје. Па види, континуитет продолжи затоа што тие деца фактички бесва као
вика сме ми втора екипа на Куманово. Тој морам да кажа дека Јовица Трајковски беше најзаслужен, он го водеше тој втора екипу. Јоцо Трајковски Црни. Да, Црни, да. да. И од тој екипу негде ја кад заврши с играчку кариеру, води ги едну, мисля дека едну годину, тај генерација, Клеко, Маријан Милковски, Волчевски, Вердин. И после тој, ја беше и на еден, така имаше школа рукомета, Југословенска школа рукомета, тој годину мисля дека беше 84-та или 85-та се одржа тај школа, ја беше у тој школу и кад се врати овдека, па некои работи смо и научиле од тие така предавачи што бесва Живковиќ, Покрајац и многу други познати југословенски рукометни тренери. И како сега се сеќам, играмо едну такмицу с Унеготино и ја ги покажа едну финту тамо што го научи и Клековски толку го добро беше усовршија што даде ги некои 6-7 гола на неготинчани, а они се обидева и тие постари играчи, чека, ја ќе го чувам, али од тој финту немаше чување. Нема. Успејамо да го победиме Неготино благодарение на тој финт. Така да, после тој, Се ми се каја да те вратим малку назад, па. Ти студираш правни факултет, ти тренираш рукомет, бие си активен и у школу и у рукомет. Али дешава да се една интересантна анекдота на еден тренинг. Ја не би се каја да го кажа, еве ти да го кажеш анекдота која е доста необична и чудна. види, интересно беше што с мене играше Ангел Шајче рукомет, али он работеше у Југ Турис и еден тренинг доваѓа и ми вика на мене, после тренинг вика ќе идемо куде мене, пошто јас се врати од Италију, па вика ќе пиемо капучино така за нас, куде нас немаше тој, и ќе едемо по еден сендвич, односно по едну пицу, донесам тамо специјално. И добро, заврши тренинг, отидемо каде njega, али мајка му, Бог да го прости, Живка. дојде Живка и мене ме питуе сега. Абе, Како иде синко, школа, да те што прашам иде? што работиш, што учиш, ја му кажа дека студирам на правни факултет. Како ти иде студија? Па викам добро, беше до сега добро, викам, ама сега заглави со 7 предмет, викам, уставно право, а у себе си викам сега што па Живка ме питуе, викам што може она да ми помогне. Меѓутоа испостави се дека Живка вика, бе синко, па ја ти што ми имаш проблем со тој предмет, со тога професора, односно. Мој сестричич вика предава уставно право и у Београд и у Ниш. Ти дали можеш да се префрлиш тамо? Викам, може да се префрли, викам, не е никаков проблем. И вика, ја ќе разговарам и ќе ти кажу. И стварно, после тој, не предева 2 недели, Живка дојде каде мене дома. Вика, синко, јас сам ти разговарала со мојега сестричиќа и он кажа човек, вика, нема проблем, вика, ќе пројдеш каде njega, али ти да си се пребациш тој уредован рок, каде тој време за пребацување. И добро, ја у тој беше септемвриска сесија, отиде малку окуражено тој што
Она ми даде силу дека може да се пребацува. Ако ме бутне и овој пут, викам, ќе иду тамо. И малку послободно наступи и среќа положи, али многу сум му благодарен за тоа што ми даде едну силу, ми даде еден кураж и успеа да го положи и после немаше проблем до краја, ама ете, тај еден предмет ми беше проблем. Не беше предмет проблем, беше професор, ама Ајде, заврши се све добро. заврши се све добро. Але е убаво да ни кажеш, после сите тие утакмици, тренинзи тамо кои сте ги имали у Соколану, после тој дружили сте се, ишли ли сте на седенке, мислим не на седенке да пиете, него на колачи, на муабет, ова кој беше утакмица, на кој беше? Абе видим, ми смо другарство е било големо. Покрај тој редовно што смо тренинг, што бара тренер од нас, ми смо имале посебно, и јас сум бил познат за тие работи, играчи сам ги зазиваја, викам, ти од 5 шута, од пенала или од крило, не можеш да ми дадеш 2 гола и така дале. Па смо правиле обкладе на колачи и на Бозу у рекламу и многу сме се дружиле. Тој што е било обавезан дел на тренинзи и мимо тој смо се дружиле и све е било пас у смисло на тој екипу. Правиле смо пуно разговори како да ги победиме овие, како да дојдеме до поголем успех. Тој ни е било основно мото. Еве, спомнага ти пред малку и уште многу големога спортскога радника, Стомира Санескога. И он е човек многу работае рукомет и трудие се максимално да помогне на развој на рукомет у Куманово. Види, ја за Саневскога знам и едну анекдота. Мислам дека заради спорт, пошто колку сам чуја дека и негов брат е исто бија спортски радник, ама у Свети Николе. И на некој надпревар меѓу Куманово и Свети Николе, дури они меѓу себе се степале како браќа за спорт, фактички. Иначе, Саневски беше еден голем спортски работник, кој ти викам и посебно што ми е бие прв тренер, да кажу, он ме собра и почнава да тренирам у Соколану под име на рукометни клуб Куманово. Али убаво ти кажа, Пеци Илиевски, нема кој да не го спомне тога човека, било да е рукометен напревар, било да е некоја манифестација по повод на рукомет, вика, Пеце, вика, пожига, вика, прв корак и рукомет да појде напред. Па Пеци Илиевски... Каков човек беше Пеце? Пеци Илиевски беше голем радник и спортски радник и ги пратеше модерни токови на спорт. Он е прв што го уведе у Куманово, збору за рукомет, прв што уведе како некој стимуланс хранарине да се дав на играчи, да се плаќав карте, превозни трошкови за студенти, за овие што се студирали у Скопје. И беше голем ентузијаста. Он го уведе Карпошов турнир, он улегна тамо, мисло дека беше и он некој член на Рукометен сојуз на Македонију. Успеа да го дигне на еден начин рукомет, кумановски рукомет, да го дигне на едно повисоко равниште. Сега, тебе се дешаваат до 86 убави работе, факултет завршуваш предходно или у тој годину, не знам тачно, и биднуеш и председник на рукометен клуб Куманово. Што ти беше мотив да улегнеш да бидеш председник у рукометен клуб Куманово? Дали си сматраја од тој момент дека можеш да го тераш тој работа? Види, ја кад заврши правни факултет, беше
председател на рукометни клуб беше Круме Спасовски. Директор у ЧИК, у Киров Атак. И пошто ја беше направи еден прекин кад беше у војску, па кад се врати, беше направи еден прекин пошто ја студираше, моја супруга не работеше и Круме Спасовски ме замоли да одиграм еш едну-две сезони одигра за Куманово. Они ми помогнава, вработава го мој супругу и имаше обеќање дека кога ќе заврши факултет дека ќе ми најде работа. Ја кога заврши правни факултет, како сега се сеќам, отиде каде Крумета и му викам, ја викам заврши факултет, он ме прашува куде сакаш да работиш? Па викам ја би сакаја да работи у суд, пошто cilj na svakoga diplomiranog pravnika je da работи u суд. И он ми вика, јави се на председателя на суд, Роко беше председател на Кумановски суд, и му кажа, ке можеш ли да ме примиш и закажамо за јутре до дан у 11 сат. Ја ga чекам пред суд, он дојде, возач го довезе, улегнамо куде председател, ама он имаше интересантен наступ. Он му вика на Року тага, јас сум ти довеа капетана на брод. Вика, Роко го прашува, чекај, што е? Овој ми е, вика, капитен на рукометен клуб Куманово. Тој ти е, вика, капетан на брод. И ти сум дошел да ургирам да го примиш ти у суд овдека, заради тој што ме капитен на екипу, значи он има квалитети. И Роко додуше кажа така дека од негову страну нема проблем, меѓутоа треба од биро да се испрати, да ми испрати биро како кандидата. И тој Круме ми вика, ја тој не може да ти помогну, пошто а на биро беше Пачем, директор на биро, а Пачем беше претходен председател на рукометни клуб пред Круме да биде. Ја отиде каде Пачема, човек одма кажа, вика, нема проблем. Од мој страну ќе испрату, вика, ја. И он испрати фактички. И кога дојде у рукометен клуб Куманово како председател, што затегна у клуб? Кои беа твои први утисци тамо кога дојде? Види, ја постојано сам, мене рукометни клуб ми е бие обсесија и сам сакаја, имаја сам замислен да рукометни клуб биде нешто, голем клуб да биде. Ја кога дојде за председателя, сакаше да уведу нешто ново и тој ново го уведе од тие луѓи така што ги, пошто управа беше големо едно тело, да не кажу 30-40 души кои имало, ама тој се биле луѓи на папир. Ја направи еден ужи круг на управу, со тој што не ги истера овие што се биле постари чланови, но ги кажа дека е потребна една поголема активност. И на тоја активност одговорива мал број на луѓи, 6-7 човека кои останава у управу, со тој што луѓите се потрудива и они да набавив некој динар, да најдев некога спонзора. И направимо едно екипу од млади деца. Тоа е таа екипа што Вердин, Волчевски, Билковски, Клековски и така дале, што после постигна најголем успех у Куманово. Тоа е улегнамо у другу савезну лигу, Југословенску, а после тој по растурање на Југославија го освоимо прв куп
у Македонија. Ali putуваje se mnogo u to vreme, kupovaje se igrači od svih krajeva na Jugoslaviju, ali jedno kupovanje na igrači u Pančevo ti je ostanalo dosta во коju памет и многу интересантно да ga кажеш на наши гледачи. Па види, тоа беше интересно. На нас ти фалесва неколку играча у тој борбу за улазак у другу савезну лигу и одлучимо, пошто имавме многу добри односи с Динамо Панчево, с Панчево, и тега беше председател на рукометни клуб. Сега не се сеќам на име. Ја му викам, имамо потребу, па вика, он како председател вика, дојди, ќе ми дојдеш на гости, вика, и ќе најдемо. Имамо ми доста играчи, можда вика ќе ти одговори на тие позиции што ги бара. И јас стварно отидемо тамо у Панчево и искочимо на вечеру. И улегна еден дечко, високо, кој корпулентан. Да кажемо, тоа е Геза Шорбан. Да, тоа е Геза Шорбан. И му викам на овога председателя, овога да ми ga обезбедиш. И он ми вика, па откуде знаеш ти дека он игра рукомет? Па викам, ја гледам по конструкција на тело, по овој, мислам дека одговара за рукометара. И он ми така кажа дека он е и бија омладински репрезентативац, ама тамо поради некои казни у овој, али у тај период ми ga земамо и он доста допринесе да можеме да улегнеме у другу савезну лигу, во Словенску лигу. Сега, Доне, клучен момент у дугачку историја на рукометен клуб Куманово е довоѓање на Ивица Симоновски Шевро 90 годину. Неколку години работесте интензивно заедно да биде кроничено со овој прекрасан пекар кој го освои Куманово. Кажи ми, како се деси Шевро да дојде у рукомет? Абе види, ми бесме добри како екипа, постигнаме одредени успеси, направиме добра екипа, меѓутоа финансиски бесме катастрофа. Тие средства што ги даваше град и да не кажу и република, бесва минимални средства да се животари само. Дури нема смо ни доволно средства да отпутуваме на надпревар, да организираме надпревар овдека и дојдемо до еден муабет с Ицета Шевру да му понудимо да биде спонзор на рукометни клуб Куманово. Како реагирал на прв момент? Како се чинеш? Па он у прв момент се сложи да разговараме на тој тему и евоцирамо некои спомени од тој каде он играе рукомет за техничку школу, каде сам и ја бија присутен, јас сам играе за гимназију, да кажемо, збору за тај школски рукомет. И од тамо ga почнемо муавет и на крај се заврши с негово прифаќање да биде спонзор на рукометни клуб Куманово. И успеаме да го освоиме прв куп с негову финансиску помоќ и с нашу работу и екипу која веќе беше спремна за еден такав успех. Онда човек финансира 3 години, стварно даваја своји средства лично и Куманово успеа да направи добра екипу. Голема еуфорија владеше, имаше тега у град. Дојде Жикица Милосављевиќ, дојде друг играч, дојде трети играч. Куманово многу живееше за рукомета.
Види, ја имаше едну другу концепцију по тој прашање. Значи, ми кад го освоимо куп, тој беше 91. Србија не беше примена у ЕХФ, што значи дека играчи од Србија беа слободни. И ја беше обавија разговор с Бутулију и с Перуничиќа и с Ранича да биде он тренер, а Перуничиќ и Бутулија да дојдев да играв за Куманово и тој да одиграв полусезону, односно да ги одиграмо тие куп надпревари меѓународни. Пошто луѓето има свој искуство, играле су, неколку пута се наступале за куп. Меѓутоа, ја беше договорија и за кој суму би дошле они овдека, и ако успеемо да ga пројдемо тој треќо коло, односно четврто коло, тој фактички ќе играмо у финале и требаше да прифати Ивица да ги изфинансира тој, кој нешто искачаше негде у тагашни услови од 150 до 200.000 марке. Меѓутоа, не знам од кои причини, он не га прифати тој мој предлог, па се сведе на тој да земе играчи, меѓутоа по мене не земат играчи од такав квалитет. Од тие сви играчи што ги зема, мислам дека погоди само за Жикица Милосављевиќ, овие други беа сви некако, може да кажу, другоразредни или бивши добри играчи кои задобиле повреде, како Сукара имаше повреда на колено и тај повреда не му дозволяваше он да биде Да, така се дојде и овој Кристијан Илиевски и други играчи. Да, дојдева 7-8 играча, мислам дека он зема така. Меѓутоа, по мене, тај концепција бидна промашена, затоа што ми не успеаме да го постигнеме тај успех с Бајерн. Таму го изгубимо утакмицу 14 гола разлику, овдека победимо 7 гола разлику и фактички испаднамо. Сега да играсва како што беше мој план, да бесва Бутулија и Перуничиќ, ми сигурно тамо може да би изгубиле 3-4 разлика, ама овдека би победиле 7-8 и би влегнале дале. А јас и за дале сам имаја едну програму, куде преко некои луѓе поново ќе кажу дека на мене многу ми е помогнало и тоа што јас се уклучив у рукометни сојуз на Македонија. Јас сам бија у председателство на рукометен сојуз и сам бија у туја арбитражну комисију кад сме одлучувале за трансфери на играчи кои сме ги зимале од странство или наши играчи што се заминувале у други клубови. Така да преко некои луѓе имаше и директни контакти с овие менаџери на Кока-Колу и они кажава дека ако успеете да улегнете у финале, ми ќе ви изфинансираме, односно ќе ви дадеме 1 милион марке, а наш си е маркетинг, ми колку ќе си печалиме од тој си е наша работа, што беше голем изазов и ми да успеесме тоа да го направиме. Ми рукометни клуб Куманово ќе го ставиме на ноге и ќе беше сега и пред Вардара, и пред Пелистера, и пред сви, пошто тој беше 91 година. Од тога наома да ги бесме освоиле тие пари, рукометни клуб Куманово ќе беше европски клуб. Еве, звонко ми имам дека записник каде Куманово играло с Бајер Дормаген, таа чувена утакмица, сала препуна. Добро, мите памо, али не се пласирамо, да ги прочитамо свите играчи. Дејанчо Кимевски, Љубен Веселиновски, Виктор Петковиќ, Кристијан Илиевски, Зоран Кузмановски, Гоце Волчевски, Љупчо Стефановски, Жикица Милосављевиќ, Драган Сукара, Горан Миладиновски,
Миодраг Станимировиќ, он беше од Ниш изгледа. Марија Милковски, Игор Клековски, Миодраг Радивоевиќ, Александар Михайловски, Никица Кипријановски и Димитра Панде. Еве го. Тоа е таа екипа. Нели можеше ми у Немачко да пројдемо боле с резултат, пошто многу изгубимо таму, според тебе? Па види, могале смо да пројдемо боле, ама с овој состав што го има смо на играчи, што го прочитасте пред малко, јас се надовржуjem на оној претходно што го кажамо. Ја не викам дека овие играчи су биле лоши играчи. Овие играчи су биле добри играчи, супер играчи. Меѓутоа, тој су играчи све без искуство. Ниједен од овие играчи не играе за да ја наступае за такав куп. А еден Бутули и еден Перуничиќ кои су имале по 5-6 наступа у европски купови, они би допринеле да ми можда ќе сме изгубиле таму, ама ќе сме изгубиле 3-4 разлика. Ти си бил убеден дека они ќе се дошле да ги... Не, па ја договори с нима. Они беа договорени 20.000 марке, тие 6 месеца колко ќе трајат тие куп надпревари да ги одиграв, пошто они не можеа нигде да отидем на друго место, пошто ЕХФ не га признаваше Рукометни савез на Србија. Беше после расторање на Југославија, они добива признање тек наредну година. Македонија го признава, беше признаена 91, а они тек 92 годину. Се каже ми, тој само финале. У Прилеп се играше. Како беше екипа спремна за тој голем предизвик и дали некако осеќа се дека Куманово може да го освои Пехар? Види, ми у Прилеп има смо едну ретку прилику да прилепски навивачи фактички бесва за Куманово. А бесва можда благодарение на тој што Пеце Прилепски, такој га сега вика смо, Пеце учеше школу овдека, мајка му е Кумановка, татко му е прилепчанец. Он е братучет на Мицета што продаваше у Рибаро, што работеше карши комитет. Он учи школа одека техничку и 4 години смо заедно играле. И ја кад сам играе рукомет, и он ми е клубски колега. И ми като отидемо тamo да играмо, он не одма покани да му бидемо гости. Екипа беше сместена у хотел, а ја и Шевро му бесмо гости на Пеце. И тамо док седе смо, ја му викам дека ми е сумњив Пучурица, пошто Пучурица е играч кој играе и за Вардара и за Металурга, играч кој е променија повише екипе и не ми беше сигурен и викам Пеце што да направимо, како да направимо. Он вика ќе ја пратимо моје дете, негово дете имаше тага 3-14 години, момче, испратимо го у хотел тамо и после некои 2 сата детето дојде и вика чека Звонко, вика јас сам чуја дека Коле од Металурга га купи Пучурицу за 5.000 марки. Продаде го утакмицу Металург да победи. И ви правите тега радикален потез. И ја тега право радикален потез со тој што ја беше председател на клуб, меѓутоа Дејан Марич како тренер беше нешто казнет, немаше право да седи на клупу, седеше у публику, мораше ја да го водува екипу и ја га држу Пучурицу до 55 минуту у игру. Он одигра фантастично. 55 минуту искача сам на контру и промашуе, преко гол шутира, ја га ваду, седнуе на клупу и покушава да ми, па еве ја се одмори, дај да улегну поново. Ја му викам ти си своje одрадио. Сега викам одмарај и уживај. Тако е да... Дали сmatraš da recimo na prvijete potez možda klub ne bi ga osvojio Kumanovo? Не, сигурно не би го освоил.
Зашто он би промашиеше еден пуда у одсудни моменти, а у одсудни моменти Новица Ѓоргиевски ga даде тај гол, пошто беше гол за гол игра смо, даде ga и со тај гол ми победимо. Тој беше постигнат гол у последниот минут. Тој Пучурица, пошто е договорија со овие, би ga промашија и би го изгубиле тој така. Еве, зоне да го прокоментираме, тоа е тај слика. Ова е слика за историја. Победничка екипа на Куманово, фалил некои играчи, али ми ги прочитаме туја и цела управа. Да ни кажеш еве кои се овдека? Па види, овдека е екипа и чланови на управо се туја. Сега ќе почнемо од управу. Прво е Ѓоре од Киров е такта кој си го знаемо. До njega е Михајло Пауновиќ, благајник у клуб. До njega Маријан Денковски, доктор Зубар, па ја, па Дејан Марич, тренер, па од управу Мирче Јовановски, сега пензионер, директор на Бисерко што беше, па Ивица Шевро, па Часлав Стојановиќ у Монопол работеше и Среќко Гаро. Бог да го прости и njega, да го спомнам. А од играчи су еве ги гледам Кимевски, па Новица Ѓоргиевски, па Милковски, па Горан Миладиновски, па Кипријановски, па Љубо Стефановски, па Бован Трајковски, па Љубо Голман Четка, па Пучурица, па Кузмановски, па туј е и Гаго Димитриевски Дејан. Па Гаго Димитриевски Дејан и такој. Тоа е таа екипа што... Тоа е таа историска екипа која Историска екипа што ga освои прв куп на Македонија. А еве го и управа комплетна. Еве, вие да ги прокоментираме Зонко. Па туја ја и преска ги наброја, пошто се на тој слику, ама јас сум прв, па Часлав Стојановиќ од Монопол, па Ѓоре, па Мире Јовановски, Михајло Павновиќ, Шевро, Среќко Гаро, ово е Љупчо Пикараш, да, во Бисерко шеф што од работи. Бисерко што беше на хотел Куманово, Маријан Денковски, Зубар и Тони Љато. Да. Тој су тие... Тоа е таа управа, али овој прилику мора да кажеме дека покрај играчи управу големи заслуги што е освоени Пехар, најголем успех на мушки рукомет, има и навивачка група Кумани, која стварно многу се бореше за да успее екипа на тој пат. Види, навијачка група Кумани бесва и тамо у Прилеп. Не бесва комплетни, ама бесва. Навијачка група Кумани пратила га е рукометни клуб Куманово и су биле фактички навијачка група за рукометни клуб. Иако су ишли и на фудбалски надпревари, меѓутоа основно ги е било и на кошарку су биле навивачи, ама основно ги е било пошто ми ги прифатимо како навијачка група, посебно јас сам и Мајем с нима сваки понеделник сам држаја састанци с тагашно руководство на Кумани. Тој бе еден Ице, Крушка, Зоки Бузле, Киро Манце. И тако да ми сме имале с нима соработку и они покрај рукометни клуб што прераснау еден поголем клуб и поорганизиран, и они биднава една организирана навијачка група која покрај Шкембари, покрај
Комити, биднавам, да не кажу, треќа навијачка група у Македонија по своји навијачки квалитети. Добро, еве ја прикажуј некои слики овдека, Кумани, Запад, па ви ги први пат ги кажујесте као новину, па пред утакмица да предав летке доле, хартију, Да, на тие да се састанци, дигне малку еуфорија. на тие састанци се договарасмо како да изгледа тој, да многу да нема пиротехника, бакли, пошто тој би нас забране, тоа се работи за спортско сало, друго е на фудбалски надпревар на трибине, друго е у салу, може да дојде до пожар и тој ga смислимо со тие фрлјање на хартију и на тие такви како што не се опасни за овој, иначе они се придржава сва и немаше. Откако се снима, има стално састанци, не е имало ни еден ексцес да се Али направиле. нино најавање е било стално изваредно. Па давале се голем мотив на играчи. Еве они ден денеска збори у пуно муабети во кој вика да не се биле Кумани, да кога се ни помагале каде било најтешко, ми пуно такмица не би ги ни добиле, вика. Сигурно, ја може да кажу за Кумани, деси се на едну утакмицу кошаркашки надпревар се играше. Ми требаше управа на рукометни клуб да одржиме некој састанак пред некој надпревар. И кад улегнам у салу, Кумани навива сва за Куманово. Куманово губеше 4-5 коша. И Утакмица е пред крај. утакмица беше 4-5 минута пред крај и кад ме видева мене на врата у спортску салу и управу, почнава да ga скандирам моје име, ја улегна малку у салу, с руки ги даде малко еден стимул да навивав и они почнава пожестоко да навивав и добимо ga тај надпревар, мислам, благодарение на Кумани, на њино навивање, затоа што Да, и они су на некој они се начин, тие 8 играч. и они су на некој Ослаб. начин една голема историја од овој Така е. богат рукометни опус на Куманово. Али искочи станаку у новини у наш вестник, Звонко Јоцевски се повлечуе од рукометен клуб Куманово. Зашто? Па види, јас се повлечео од рукометни клуб Куманово затоа што не постигнамо с Ивицу Шевров после тој. Значи, мој план беше тај што ви ga претходно кажа. Ивица не ga прифати тај план и едноставно јас се повлече заради тоа што не можеше да го оствару тај цилј и тај сан што ми беше да ga направиме рукометни клуб Куманово, да биде самостојан, да има своји сопствени средства, да биде моќан, пошто пропаднава тие работи и јас по тие причини се повлече. Па после идеш у фудбалски клуб Младост, Па после па биднуваш председник на фудбалски клуб Куманово. мој син играше фудбал и ми како родители се организирамо, формирамо фудбалски клуб Младост. Тој беше и Жикица Стојлковиќ адвокат, Грго нотар и други да не ги набрајам. Наши деца играсват тамо, ми си ја само финансирање си направимо у фудбалски клуб Младост. И тај клуб прерасна во еден добар клуб. Па има смо едну погодност што поканиване на еден турнир таму у Француску.
Па 5 години деца су ишле на тај турнир. Тој е во едно место Виклеком се вика. Некои 100 км, 80 км до Сент Етиен. Така да и тоа е едно богато искуство од за тие деца што играсва у тој екипу младост, од кои после и скочива и добри фудбалери кои го продолжива кариеру и некој у странство, некој за други клубови. Така да, па после бидна и председател на фудбалски клуб Куманово. 2-3 години беше председател. Покушаваме да направиме нешто да обстане у Републичку лигу. Нешто не могаме да успееме, пошто фудбал е друго, рукомет е друго, таму е на некој начин мислам дека попоштена игра е у рукомет него у фудбал. Али, Зоране, сега да те прашам, еве толкова време не си у спорт, дали ти фали? Пошто наш човека се научи на едну работу, влече га да се врати, па иако имаш 65 години, ја мислам дека ти си спремен сега па да идеш у спорт да работиш. Нема ти бие тешко? Па не, сигурно дека нема да биде тешко, меѓутоа јас сега на некој начин Не си уморен, сакам да кажам. Продолжува тој, гледајќи ги мои унуци сега, па сакам на нима да ги допринесу да засака одреден спорт и да ги помогну у смисло на тој. Има ли таленти унуци за некој спорт? Па има, ја овој поголем унук од Керко ми што е, он има сега 8 години. Сакам да ме наследи мене у рукомет, сакам да го запишу да почне да тренира. Ама чекам да направи до године у есен, зашто за рукомет се бара малку да е по... За фудбал да кажеме може да почне како петли од 5-6 години, ама за рукомет треба да има 8-9 односно 10 години да би могае да ги свати тежину на тренинзи и да може да даде допринос. Ја мислам дека сега ти би бие најсреќен човек на свет и како пензионер после би се дивие со твојega унука, ете што некога не следија, тој твое. Сигурно мене за тој за мене ќе биде најголем мерак, пошто гледам некои мои колеги може да го посочу Томовски, сега син му брани за репрезентација на Македонија рукомет. А он у моје време, он постаре малку од мене, ама у тој време играше за Металурга, беше голман на Металурга, а сега е син му е по негови ступки, така да... Да. Али еве, и тебе ќе те прашам за овој спортски дел да го закружиме за крај. У сваку прилику ти збориш дека тај Соколана е главан иницијатор за развој на многу спортски настани у Куманово и ти се гордееш што си дел од тие соколански настани. Па свакако види за нас... Што е Соколан за тебе, представи? За мене тоа е еден храм. Храм на спорт кој е у тој време кад смо се ми развивале, ја кад сам се развиваја како дете, како младинац, за мене Соколана е нешто најголемо, затоа што први кораци су ми биле таму, у Соколано. Како претходно што ви кажа, почнеја сам прво со кошарку, па после рукомет. Ми смо биле пуно тренинзи у зимски период смо држале у спортска салу, у Соколано, вутра. Пошто наш спорт е беја надвор на играиште рукометно, ама зимуска смо тамо. Соколана е за град Куманово општо како објект, прво како спортски објект, а после ја служија да се организира и одредени игранке, приредбе и така дале, тои су се
Да. Од Вивале многу настани. Еве сега со многи игранки мора те прашам, како млад човек сигурно се искачае у Куманово, бие се на игранки с другари, да ги спомнемо. Какога ти памтиш те забавен живот у Куманово од твое време? Па види, Куманово е како град, ако земемо да го споредиме с други градови у Македонија, па и у тагаш Југославија, прилично е било организирано у тој дел около организирање на игранке, гитаријаде, концерти. Така да имало игранке и у Домјана, прво у Соколану, па и у Домјана имало, и у гимназија имало, па имало е гитаријаде, па некои мои другари су биле учесници у тие гитаријаде, па сви смо навивале да победив они како музичка група и али викам ти па прво е почнало у Соколану и за игранки, и за музички групи, и за спорт Соколана, значи треба да го чувамо како едно големо богатство. Да. Пошто од туи су потегнале сви успешни и кошаркари, и рукометари, и гимнастичари, што ја знам, и успешни И многу бракови. И многу бракови су се скупиле, и многу љубови су почнале туја и така. Да, за непоследно прашање, покрај спорт ти си бија цел живот и судија у Основна суд, една многу тешка и да кажу како е сега незахвална работа. Имаја си многу искушења кад си треба да донесеш одлуки, да осудиш човека. Како е осеќај кад треба да го прочита што е и да му кажеш на човека дека си осуден толку години? Види, ја не знам, малку луѓе знаев колку е тешката работа. Судиска работа е изузетно тешка. Ја дури сам ги кажуваја на мои другари, кад они у тој време се викале, абе тебе ти е лако, у твои руки ораш и чеканче. И ја му на еднога викам, другара, викам, слушај, наша работа е многу тешка, а сега ќе ти дам пример зашто е тешко. Например, тебе десило ли ти се да дојдеш дома и едно од твои деца, од две деца, да кажемо, едното дојде и ти плаче. Односно ти кажуе што се десило и ти му удараш шамар на дете. И после тој дознаваш дека не е оно криво на тоа што си му дрие шамар, него другото дете било повод за тој кавгу и за тој настан. Како ти е на тебе кад си донеа погрешна одлука? Тој се работи за твои деца, кои ќе ти замери у први момент, па после ќе се помириш, пошто си ги родители. А замисли си на возрастного човека да му дадеш казну кој не го е заслужија, 1 година затвор, 2 години, 5 години. Така да тоа е многу тешка работа, за тој работу треба да си спреман психофизички прво. На мене мисля дека многу ми е допринеа спорт за да биде успешен судија и да биде исправано донесање на одлуки. Од една страна, а од друга страна мисля дека ја и на мои колеги сам ги викаја дека нели имамо тамо сваку годину давамо, свак месец давамо извештај колку предмета си завршија, колку се отишле по жалба, колку се потврдени, колку се укинати. Ама јас сам ги викаја, тој не е прав критериум за нас кој е добар судија, кој не е добар. За нас ќе кажем кој е добар судија, тие у Шутку, у Идризово, у Кашање сега и тако дале. Пошто они најболje знаев дали е погодена правда и они го тоа осеќа. Фала ти за оне што беше гост, скоро 67-8 минута зборимо. Еве за крај уште еден пуда, овој прекрасан пекар. Ја посакую лично, веројатно и ти од срце, да овакви пекари имамо многу у витрине на наши клубови.
Затоа што поголема афирмација на еден град и на едну државу нема од ова. И јас се заблагодарувам за овој гостување у вашу емисију и да се надамо дека ќе успееме да освоиме још некој оваков пехар, да Куманово биде попут овие Добро, мора да големи. кажеме дека женски рукомет освои куп на Македонија, Да, посекуваме овој година да биде шампиони, затоа што и женски рукомет има многу голема традиција исто. има голема традиција и постигнати резултати. Али се надаме дека и фудбал ќе дојде на повисоко ниво, али тоа е тема за другу прилику. Фала ти уште еден пуда и ја лично посекувам зоне да се вратиш во спорт па да помогнеш. Имаш ти некои савети кои може да ги пренесеш на овие генерации. Да се надамо дека ќе биде така. Фала ти уште еден пуда, толку за денеска, Фала на вас. поздрав од Кафе Бар Јард и ви посекувај се најбоље.